Па добро, најпрво да кажам дека и претходната одлука која што имаме донесено беше донесена едногласна одлука во насока на поддршка на оваа студија, но поради дилемите кои што ги имавме како градоначалници, јас побарав да денес одржиме една поголема средба со вклученост на сите засегнати страни. Освен градоначалниците, овде имавме и представници од министерствата, односно заменик министерот за животна средина, представници од рудниците, представници од два универзитети, Гоце Делчев од Штип и Кирил и Методи од Скопје, изготвувачите на студијата, представници од Хидросистемот Злетовица, за да ги соочиме сите аргументи и факти со што увидовме дека оваа анексна студија, односно истата студија со нови зони, намалени површини на заштитени подрачја, целосно ги иззема сите рудници и значајни капацитети, нема да направи никаков проблем во функционирањето на Хидросистемот Злетовица со сите нејзини фази и токму поради тоа денеска ние сме информирани дека и Министерството за животна средина и Министерството за економија, кое што е најпрвин должно пред сите нас да води грижа за идните индустријски капацитети на државата, и Министерството за земјоделство дале позитивни мислења за оваа студија, со што не се нарушува никаков капацитет на источниот регион, но ние како градоначалници денес на седница на Источен плански регион ја потврдивме нашата претходна одлука едногласно, но со овие намалени површини на заштитени подрачја, со што ќе им дадеме шанса на рудниците да си продолжат да работат, да нема никаков застој, но и на сите значајни капацитети во Источниот плански регион. Ова заштитено подрачје ќе даде нова шанса за нов развој, напредок на Источниот регион, за да ги задржиме младите овде и ова значи и можност за нови средства, привлекување на европски пари, привлекување на најразлични други фондови од државата, така што ова е само во насока на развој и раст на целиот наш регион.